Екологија и заштита на животната средина ни е првата тема во денешното издание на Македонија наутро, од причина што ние често во нашата утринска програма сакаме да испраќаме пораки за тоа колку е неопходно да ја чуваме животната средина не само за нас, туку и за генерациите кои што доаѓаат, па вака никако и ќе ја најавам. Во 2021 година човекот ќе фрли околу 57,4 милиони тони електронски отпад. Овој отпад ќе го надмине кинескиот ѕид, најтешката човечка конструкција во светот. Токму затоа ова е една од причините поради која што токму овој отпад не смее да заврши на депониите. Колкава е количината отпад која што ние ја фрламе на годишно ниво и се минува ли перцепцијата за неопходноста од правилно одложување на електронскиот отпад? Се само дел од темите кои што ние ово утро ги отвараме со нашата соговорничка. Велам добро утро за Билјана Костадинова од Нула отпад. Добре ни дојдовте. Добро најдовте и добро утро. Најавата ја започнав со статистика која што вели дека човекот ќе фрли 57,4 милиони тони електронски отпад. Ако појдеме од оваа бројка, што велат домашните? Колкава е количината на електронски отпад која што ние одложуваме на годишно ниво? Така, секоја година се менуваат бројките. Пандемијата малку ги измести тие соодноси на направен увоз на електроника, потрошена електроника, а со тоа и генерирање на отпад од старата и искористена електроника. За изминатата година можеме да кажеме дека Нула отпад како колективен постапувач има собрано околу 2800 тони електронски отпад, кој што е собран од домаќинствата и од индустријата. Значи, станува збор за големи количини на електронски отпад и како што напоменавте, 57,4 милиони тони на светско ниво е навистина голема бројка, која што нели ја надминува и на тешката човечка конструкција која што ја создал човекот. Оваа алармантна статистика ја објави форумот на отпадна електрична и електронска опрема оваа година со одбележување на меѓународниот ден за електронски отпад, 14 октомври месецов се одбележа, кој што главната тема оваа година беше потрошувачот како клуч за циркуларна економија, односно се посвети внимание на оној дел кој секој еден од нас го има и допринесува за да го направиме токму тоа кружно движење на електрониката, истата да се рециклира и да не заврши на депонија. Но зошто Билјана електронскиот отпад е толку болна точка на глобално ниво? Така. Генерално има три причини заради кои што овој отпад е посебен и проблематичен. Електрониката има посебни карактеристики кои што се извор на големи еколошки последици. Поради тоа таа спаѓа во проблематичен и опасен отпад. Првата причина е, веќе ја кажавме, таа е најбрзо растачка категорија на отпад од количински аспект. Не само што нема тенденција да се намалува, туку и се зголемува секоја година за 3 до 5%, што е 3 пати побрзо од стапката на пораст на комуналниот отпад. Постојаните иновации, агресивниот маркетинг на компаниите кои што ги произведуваат овие уреди, како и социјално искривените вредности кои што не тераат постојано да купуваме нешто ново, да трупаме материјали кои што набрзо стануваат отпад, а кои што трошат значајни ресурси од природата. Менуваме мобилни телефони на 2 до 3 години. Телевизори менуваме на 5 до 7 години. Електрониката, бела техника ја менуваме на 7 до 10 години. Значи, вештачки циклус на замена на старите уреди, ова брз развој на технологијата доведува дури електрониката која што функционира да се чини застарена само по употреба од година или две. Затоа и имаме огромни количини на овој вид на отпад. Втората причина е што старата електроника и воопшто електричните електронските уреди во себе содржат токсични метали како олово, жива, кадмиум и бром, кои што доколку соодветно не се отстранат и завршат на депонија, како што напоменавте, сите овие токсични метали многу лесно ќе го најдат патот до водата, воздухот и почвата и ќе навлезат во синџирот на исхрана. Повторно ќе се вратат во нашето тело како предизвикувачи на сериозни болести. Значи, таа е втората закана од огромните количини на електронскиот отпад. И третата причина е што овој отпад, освен тоа што содржи токсични метали, содржи и ретки и вредни метали од земјата. Заради зголемената побарувачка и потрошувачка на современата електроника, производителите се соочуваат со недостаток на суровини за производство на нови производи, па од тука
да се има еколошки извор на рециклиран метал е многу подобро отколку компанија која што копа и вади нова руда, па од тука реупотреба и користење на суровините од она што го отфрламе има економска и еколошка смисла. Да не зборуваме за заштеда на енергија која што е некаде од 50 до 90% доколку нели рециклираме, а не повторно вадиме од земјата и преработуваме. Наведовте само дел од причините поради кои електронскиот отпад не сме да заврши на депониите, да биде одложуван како секој останат отпад. Превземате вие низ годиниве акции. Да речеме, еколинијата, бесплатната еколинија е само еден од начините како ние можеме да се ослободиме од електронскиот и електричен отпад. И има телефонски повици, но се чини не е онаа бројка која што е посакувана на државно ниво. Сега, покрај вас, превзема ли некој друг нешто? Се ангажирали државата по ова прашање и како? Так, значи ова е глобален проблем кој што за да имаме резултати мора да бидат максимално инволвирани сите засегнати чинители. Почнувајќи од човекот, нели главната тема на меѓународниот ден беше потрошувачот, односно секој еден од нас, понатаму сите засегнати чинители како државни институции, невладини сектори, медиумите, училиштата, воспитно-образовните институции, бидејќи за да се разбере проблемот со загадувањето, голема улога има информирањето и подигнувањето на јавната свест. Велите се делува, меѓутоа се уште не постигнуваме да ги направиме тие посакувани резултати и да се намали количеството на електроника која што завршува на депонија наместо да се рециклира и искористи повторно. Во однос на законската легислатива во нашата држава постојат два закони, Законот за управување со отпадни батерии и акумулатори и Законот за управување со отпадна електрична и електронска опрема. Месецов имаме нови закони донесени, кои што се некој вид на дополнување на постоечките закони, меѓутоа ги транспонираат и новите уредби законодавни и развојни од Европската Унија, а веќе од први месец следната година започнува еден нов закон за проширена одговорност на производителот. Што значи тоа? Овој закон се базира на тоа, на принципот загадувачот плаќа. Секоја една компанија која што на нашиот пазар увезува и пласира производи кои што нели по истекот на нивниот животен век ќе припаѓаат на овие текови на отпад, односно проблематичен отпад, треба да плати еколошка такса. Ги споменавте законите, не можам да не споделам да речеме едно искуство кое што го имав неодамна во Словенија. Со еден случаен соговорник велам, кое е тоа ниво на свест кое што вие го имате за Словенија вака да биде чиста земја? Вели, Кристина, апсолутно не се работи за ниво на свест, ниту култура на живење, туку се работи за ригорозни закони кои што ние мораме да ги почитуваме доколку не сакаме да плаќаме секој месец, а плаќавме. И вика, тука некаде нивото на свест и не сме ништо поразлични од вас доколку ги немаме законите. И сепак доаѓаме до онаа точка дека казнивоста и законот е нешто што можеби најдобро може да регулира. Така, тоа е едниот дел од приказната и кај нас постојат санкции за, да речеме, за несоодветно отфрлање на електроника како несортиран дел од комунален отпад, 60 евра е казната за физичко лице. Меѓутоа на терен реално немаме некоја поголема справедливост која што нели би заплашила и би спречила да не се случува тоа. Можеби еве овие закони кои што појасно и потранспарентно ги објаснуваат обврските и на производителите, и на нас како колективен постапувач, меѓутоа и на граѓаните како значаен чинител од целиот тој систем, ќе допринесат нели да има поголема контрола на терен, бидејќи тоа што ни недостасува е всушност тоа. Законите доследно да се спроведуваат и да има некоја казнивост. Меѓутоа од една страна е казнивоста како мерка, од друга страна е сепак јас мислам дека треба да има и мотивација и подигнување на јавната свест да се стимулираат граѓаните за да не постапат погрешно. Кога сме на тема подигнување на јавната свест, вие одлично тоа го правите преку пример. Многу акции и активности имавте изминатиот период, од чистењето на Охридското езеро па до учеството на модната недела. Ајде кажите ни како помина се ова. Прво ме интересира за Охридското езеро. Така, нашиот дел можеби не е во однос на казнивоста, значи тука немаме ние ингеренција, меѓутоа максимално се посветуваме токму во овој домен, многу иницијативи, една цел, чиста и здрава животна средина. Охридското езеро со традиција секоја година учествуваме во акции за негово чистење. И оваа година со подводниот клуб Охрид од Охрид и со пливачко-еколошкиот клуб Пена од Тетово правевме еколошка акција за чистење на еколошкото дно во пределот на плажата Трпејца.
се извади, за жал, огромна количина на цврст отпад, гуми, уреди, буквално се што пластика, натоварија нуркачите, буквално една голема приколица на трактор кој што се изнесе од плажата од преубавата Трпеца, во која што сите ние уживаме, но за жал беше преполна со огромни количини на отпад. Ова го правиме секоја година и се надеваме дека ете на тој начин мал придонес ке донесеме и ете некоја мотивација и граѓаните да ги опоменеме кога ќе го видат тој отпад, да видат како ја уништува таа една наша навистина природна убавина. Битола спомнавте, таму бевме дел од модниот викенд, кој што е 24-та сезона, која што се случува. Мултимедијален проект со хаштагот No Waste MK. Имавме панел дискусија на темата Создаваме производи за животната средина и имаше една интересна изложба на накит направена од електронски отпад. Значи млади уметници навистина успешно го реформулираа значењето на електронскиот отпад, се стави акцент на негова реупотреба и создадоа едно вистинско уметничко дело кој што може да се носи и употребува и е направено од оно од кое што повеќето од нас гледаме само отпад. Месецов имавме и уште една акција, се создаде платформа под името Зелен повик со една општествено одговорна компанија, мобилен оператор од нашиот регион, кој што нуди рециклирање на мобилни телефони, лаптопи и таблети. Нула отпад овозможи 30 специјално направени садови кои што се поставени во продажните места на таа компанија и преку Зелен повик апсолутно ги повикуваме сите граѓани се добре дојдени да се придружат во една ваква зелена акција за подобро утре, токму преку рециклирање на минатото и реупотреба на старата електроника. Без разлика какви се моделите на мобилните телефони, годината на производство или дали се корисници на тој мобилен оператор, апсолутно сите се добре дојдени да се вклучат во акцијата. И години наназад соработуваме и дел од прашањата кои ги поставувам секогаш се поврзани во насока на едукација на најмладите и она што го работите најамбициозно се чини низ годиниве во градинките и училиштата. И сега кога читав и се подготвував за овој разговор, велите ги едуцираме студентите. Дали прочитав добро? Ајде да препрашам, Билјана, станува збор за студентите? Да, велите, станува збор за студентите, бидејќи тие изразија желба за тоа. Така. Овој пат започнуваме еден проект со студентите. Младите станува збор за студенти од 4 факултети на техничкиот кампус при Универзитетот Кирил и Методи. Преку нивните факултетски и студентски собранија, токму студентите изразија желба да бидат дел од еден ваков проект, бидејќи оваа возрастна популација веруваат во дигитален оптимизам и се корисници на современата електроника ја користат секојдневно за едукација, за поврзување, за решавање на секојдневните проблеми и токму тие како зависници од технологијата се следствено и оние кои што генерираат големи количини на отпад. Овој проект го започнавме прво со анкета. Анкетата е веќе започната со цел да го испитаме степенот на консумеризам. Колку често студентите менуваат мобилни телефони, колку често го менуваат својот лаптоп или таблет. Да видиме како ги менуваат и на кој начин се справуваат со старата електроника. Дали слушнале за еколинијата, дали ја употребуваат, а доколку не го прават тоа, се надеваме дека сега ќе влијаеме и оваа таргет популација која што е корисник на технологијата и е нашата иднина, да ја подигнеме свеста токму кај нив за организирано собирање на оваа електроника. Значи, откако ќе заврши анкетата, ќе имаме и 4 предавања со предавачи, реномирани предавачи од сите 4 факултети на теми животна средина, климатски промени, циркуларна економија. Ќе следи еден онлайн тривија надпревар за студентите. Добра. И на крајот суштинскиот дел на овој проект преку мобилната апликација Challenger, студентите кои што ќе изразат желба ќе бидат дел од една практична настава. Challenger е мобилна апликација. Да, знаеме, информиравме во Македонија. Да, која што мотивира на здрави еколошки и здрави навики, односно генерира предизвици за пешачење, за возење велосипед, преку кои што добиваме поени, за да си добиеме некоја награда и некој бенефит. Или попусти за попусти во одредени места. Сега оваа апликација студентите ќе имаат можност преку пракса да ја надополнат со уште еден предизвик, а тоа е селекција на електронски отпад.
Сосема накуса само што еднаш да ја повториме еколинијата која што работи, се разбира, во континуитет, каде се и како може да се ослободат од електронскиот отпад нашите граѓани? Така, телефонскиот број еколинијата е 070 236 000, каде што граѓаните секој ден може да се јават, да пријават електронски отпад од својот дом и истата бесплатно да биде подигната. Единствено што треба е да бидат уредите исклучени од вода и струја. Благодарам, Билјана, за гостувањето во Македонија наутро. Се разбира со сето она што ќе биде ново во нула отпад, повторно се гледаме на истово место. Ви благодарам. Благодарам. Останете на првиот канал на ВТВ, во продолжение вториот информативен блок, еве што носи тој.